Многу пати сум ја поминувал патната делница Градско Росоман, Мотел Балкан, Дреновска клисура, Превој Плетвар, Прилеп и обратно, а попатно било во правец за Прилеп или кон Градско, безброј пати во очи ми доаѓал сообраќајниот знак на кој пишува Камендол и Мрзен Ореовец. Драги мои, овие написи на овој сообраќајен знак беше повод по речиси 20 на години повторно да ги посетам овие две села кои припаѓаат на Росоманската општина, да се видам со мештаните, да се видам со моите домајќини, сегашни и тие што ми беа пред 20 на години, да ги прашам како се, што се, дали ги служи здравието, да си помобетам со нив, да видам што има ново овде во овие две росомански села. Ете, Господ сакал исто како пред 20 на години, на сам ден на празникот Духовден, кој спаѓа меѓу големите Господови празници, меѓу народот попознат со повеќе имиња, Довден, Свети Дух, Света Тројца, така и сега на сам ден на овој голем Господов празник да дојдам во Камендол и Мрзен Ореовец. Исто како пред 20 на години, кога првпат дојдов во овие две села со намера да направам репортажа за селото Мрзен Ореовец, така и сега, за да направам нова репортажа за него и за да дојдам до него, морав прво да направам репортажа за селото Камендол, затоа што за да дојдам до селото Мрзен Ореовец, морав да поминам ни самото село Камендол, а воедно новите патеписи за овие две росомански села во вистинска смисла на зборот ќе ги продолжам од таму каде што застанав токму пред 20 на години. Ете, Господ сакал исто како пред 20 на години, на сам ден на празникот Духовден, на овој голем Господов празник, прво да дојдам во Камендол, а потоа и во Мрзен Ореовец, па како и тогаш, така и сега, драги мои, предлагам во продолжение прво да го погледнете патописот за селото Камендол, а потоа и за Мрзен Ореовец, што го направив точно пред 20 на години. Сигурно безброј пати сте поминувале, сте патувале од Градско до Росоман, од Росоман до Кавадарци или од Кавадарци за Прилеп, преку патниот правец Росоман Плетвар Прилеп, Росоман Плетвар Кавадарци и попатно ве среќавале многу патокази како што се патоказот Шивец, Камендол или Мрзен Ореовец. Бога ми тоа и мене многу пати ми се случувало. Овој пат решив да го посетам населеното место Мрзен или село Мрзен Ореовец. Се упати во правец кон селото, кон сообраќајниот знак каде што пишуваше Камендол и Мрзен. Но пред да кинисам што се вели за селото Мрзен Ореовец, патот ме водеше ни селото Камендол. Навистина, тоа беше повод да застанам и во Камендол, штом патот ме водеше ни самото сед село. Село како секое село. Нешто поубаво, нешто поживо од другите села во Македонија. Од регионалниот пат Росоман Плетвар, оддалечено е само 1 километар. Распослано во камениот карст, во самата Пазова, во некогашниот каменолом. Број 30 на куќи со 100 жители. Кога дојдовме во селото, не најдовме многу селани вообичаено да седат пред продавницата. Повеќето беа по плантажите, гроздјето се береше. Работата времето не ја чека. Како во секое село, така и во Камендол, прошетавме ни селото, да го видиме како изгледа, да ги видиме малата, куќите, што се вели, секое чоше, секое сокаче, секоја педа селска земја. Како што изминуваше времето, како што престојувавме, се чувствувавме како да сме од Камендол, а не јабанџии. Бога ми, навистина се израдував кога ја дознав легендата не само за селото Камендол и за селото Мрзен Ореовец, туку и за селото Шивец. А мештаните ми велеа, за да ја дознаам во целост оваа легенда, треба да појдеме првин во селото Шивец, па во селото Камендол,
и на крајот во селото Мрзен Ореовец. Сепак ми ја раскажа легендата, а легендата вели вака. Во овој регион некогаш во давнешно време си живееле тројца браќа, различен кој од кој. Едниот од памтивека мрза го фатила и кога требало да работи, голема мрза го фаќала, додека пак вториот брат цело време се криел во камениот дол, а пак третиот брат бил миленик на татка си, а тој го дал да учи и научил да биде шнајдер, да биде шивец, да биде шијач. И оттаму и мињата на трите села Шивец, Камендол и Мрзен. Ги послушавме мештаните од Камендол, но со едно ветување во Шивец ќе појдеме друг пат. Овој пат се упатив кон Мрзен Ореовец, да се видам со селаните, да се помообетам со нив, да видам дали на вистина судбината на селаните од памтивеќе им е предодредена, од легендата на тројцата браќа, кој од кој поголема џамија, рушветлија и мајтапџија. Тргнав кон селото Мрзен Ореовец, по криволесниот 6-километарски пат кој водеше североисточно од Камендол. И по речиси 1 час возење, по нагорнината дојдов во селото Мрзен. За разлика од селото Камендол, селото Мрзен Ореовец наликуваше на село 19 век, а бога ми нешто од поодамнешно време. Кога влегов во селото, сам се прашував, ова ли е селото Мрзен? Ова ли е селото Мрзен Ореовец? Има ли жив човек во него? Што сторија луѓето? Дали ќе ја имам таа среќа да не најдам никого? Затоа што ниту куќе да лавне, ниту клопотарец да се слушне, ниту оджак од некаде да зачари, ама баш ништо. Прошетав ни село, ни за едно мало, во друго мало, но вниманието ми го привлече едно мало портиче, капиџик, што се вели, кој беше подотворено, а јавлијата ми изгледаше посочувана, која ми даваше надеж дека тука некој живее, затоа што толков пат да поминеш, а никого да не сретнеш, жално е. И тешко, и за селото, и за селаните, што се вели, а и за било кој друг посетител, да дојдеш, што се вели, а со никого лав муабет да не си направиш. Во селскиот двор се седеа Љубе Ѓорѓиев со неговата сопруга Паца Ѓорѓиева, единствените жители во селото Мрзен Ореовец. И си го разрзавме муабетот надолго и на широко, што се вели, за селото Мрзен Ореовец, за селаните, за некогашниот и сегашниот живот. За историјата во селото, вака е било, колку јас знам. Било Мрзен, се викало. Ораи имало многу, ораите многу мрзнеле као лани годинава. Така. И го нарекле Ораовец, ради ораите, Мрзен Ораовец. И така се вика до ден денеска Мрзен Ораовец. Кои се фамилиите во село што порано живее вака најстари? Па најстари вака колку јас знам. Имаше доста куќи, доста населење. Еве жендаки што беа 20 луѓе во куќата. Тројца браќа, таму деца, старци. И така многу куќи имаш по 20 души, 18, му некои 20 и нешто имаше. Само ја колку знам кај нас беше најмалку. Татко ми брат еден би бил и една сестра овде мажена у Дебриште. И ни најмалку беме 5 деца и 2 стари, 7 души, други се сите беа од 10 души на фамилии. Од која фамилија беше таткото? Татко ми, од, тако да кажам, Диме се викаше он, Дамчевци, така некако се викале старите, и се Дамче го вика презиме. Так, а другите како ги вика? Па имаше таму Ченовци од тасана, таму Арбовци, овде Анđелчевци имаше. Погоре имаше, вие како ги вика чаушот? Манчовци, ја Димко Манчов, така, Манчовци имаше многу. Пицасевци горе, а и тие беа, колку јас знам, а и Антовци вам. Така, така. Бушковци овде па имаше. Па нашто мало беше 22 куќи овде. Так. Сето што врти. Кој би се комши, кој села би се комши овдека? Кој села? А, На југ е Дебриште, на исток овде е Камендол, север е Подлес и запад Фариш. колку сте далеку од Камендол и од Кавадарци?
От Каменол е 5 километра, а до Кавадарца има 28. От овде до Кавадарца 28. Така го мерат вие коли шотерат. Во селото Камендол дојдов рано, изутрина, во зорите што се вели, за да стасам на време, да бидам присутен во црковниот двор, во селската црква Свети Ѓорѓи, на утринската богослужба на наместниот свештеник заедно со селаните, но не она вообичаена утринска богослужба, која сме навикнале да ја гледаме во сите наши македонски православно-христијански духовни храмови, туку служба која е поврзана со душите на починатите и да бидам присутен за да видам поотблизу што се вели дали е задржано старото верување и се уште се изведува стариот обичај за довден семејствата на покојните да доаѓаат на нивните вечни почивалишта за да се помолат за спокој на нивните души заедно со парохискиот свештеник во предзорието на довден на денот кој народот го нарекува задушница, попозната како мртва сабота. Jeszcze molim się, pomilуj mnie Boże, pоради Твоята голема милост и се молиме, чуй не и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Уште се молиме за упокојување на душите на починатите раби Твои, да им се прости секој прегрешение направено волно или неволно. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. За човеколюбивиот Бог да ги всели таму кај што почиваат праведниците. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милост Божја, Царство небесно и простување од гревовите од Христа Бога, безсмртниот Цар и Бог наш, просиме, подај Господи, зашто Ти си воскресени и живот и покој на душите на починатите раби Твои, Христе Боже. И Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Минјата на покојни. Тоде, Тоде, Ленка, Ленка, Трајанка, Трајанка, Мито, Мито, Борис, Трајче, Ванчо, Ванчо, Миле, Атанас, знајни и незнајни, и направим вечен спомен. Вечная памјат, вечная памјат, вечная памјат. Амин, амин. Бог да ги прости, нека има вечен споменот на сите. Но во селото Камендол дојдов рано изутрина во зорите што се вели не само за да стасам на време, да бидам присутен во црковниот двор во селската црква Свети Ѓорѓи, на утринската богослужба на наместниот свештеник заедно со селаните, но не на она вообичаена утринска богослужба која сме навикнале да ја гледаме во сите наши македонски православни христијански духовни храмови, туку служба која е поврзана со душите на починатите и да бидам присутен за да видам поотблизу што се вели дали е задржано старото верување и се уште се изведува стариот обичај за довден семејствата на покојните да доаѓаат на нивните вечни почивалишта за да се помолат за покој на нивните души заедно со парохискиот свештеник во предзорието на довден, туку да дознаам нешто повеќе и за нивната црква, црквата Свети Ѓорѓија, колку е таа стара, кој бил титорот, кој го направил иконостасот, кој ги насликал фреските, кога последен пат имало свадба Крештевка. Селото е мало, има околу 20 куќи тука нешто, има у Кавадарци населен, мислам, таму си имат луѓето и станове. Со што луѓето живеат одека? Па најмногу се занимаваме со лозје, исклучиво лозје, праски имаме нешто. Колку имаш ти овака, колку површина? Па имам ја околу 20 декара лозје, нешто 7-8 декара праски. Кој му се комшиски села на селово? Па селово овде има Мрзен. Така? Мрзен е околу 4-5 км нагоре, таму 5-6 колку. Има Трстеник овде, манастирот, Девриште и општината Росоман. До Кавадарци колку сте далеко, до Росоман колку сте далеко? Од овде до Росоман сме 7 км, 7-8, а до Кавадарци едно 14 км 15. Како е со превозот до општината, до Има превоз, има локал, си оде редовно учениците ги носе, има автобус, си иде. Продавници во селово имате?
Имаме продавница. Снабдена со се она што ви треба. Да речеме кибрид, масло, шеќер, сол, така. Да, за наши услови, мислам према селото, има. Леп си взимаме други работи. Гледам дека ова село полека се враќаат, заборават, има нови куќи. Училиштето работи, дечина има? Да, работи. Има некои, не са многу, ама едно 4-5 деца работи. Нашата црква е многу стара црква. Никој не знае кога првпат е направена. Арно ама се сеќавам кога мојот дедо Борис, мене и на моите 5 мина браќа ми ја раскажа и оваа приказна за тоа како, кој и кога е направена црквава. Нашава црква е од турско време. Правена е за време на некој си турски цар, кој сите го викале Сулејман Големиот, кој во тоа време владеел со сиот свет, па и со нашево село, ми вереше 75 годишниот Ѓорѓи Јанев. Нашите стари пред речиси 500 и кусур години во тоа време отишле дури во Стамбол, за да добијат изим за да прават црква. Тој, турскиот цар, како што и ти кажав, кој се викал Сулејман Големиот, бил многу побожен човек. Арно ама, набргу си заминал кај Бога, не одело многу долго време, нов турски цар станал неговиот син Селим, кој достоел до зборот на татка си и им дал извим да ја направат. Арно ама, како што ми кажуваа и други луѓе од селово, нашава црква е од римско време, затоа што, како што ми велеа тие, кога пред речиси 100 и кусур години, кога ја поправале црквава, за да ја зајакнат, копајки, покрај темелите, наоѓале мермерни црковни камења, ми велеше тој. Кога човек ќе ја посети црквата Свети Ѓорѓи во селото Камендол, ќе ја разгледа, навистина ќе биде пријатно изненаден од она што ќе го види. Ќе се соочи со неколку моменти поврзани со македонската историја и култура во вековите под турското робство. Во тоа време, кога мештаните од Камендол биле само закрепостени селани и аргати на големите имоти на агите и беговите, без многу можности за лична надградба и образование, сепак покажувале вистински однос кон културните вредности, особено оние поврзани со христијанството. Уште повеќе, кај нив се забележува препознавање на вистинските уметнички вредности и почитување на вистинските мајстори и творци, кои имале изграден критериум, знаење и вештина во изработката на своите дела. Така и во помалите села, како што е и селото Камендол, каде што можностите за следење на достигнатите нивоа во вредностите се помали, сепак имало личности кои добро знаеле кому треба да се обратат и скоро редовно повикувале мајстори и уметници со достојно ниво за изработка на објектот, односно нивната црква и незиното внатрешно и надворешно украсување со потребните христијански форми и мотиви. Всушност, низ целиот период на живење по турско робство во Македонија постоеле вистински зоографски и копаницетски школи, чии дела денес се непроценливо културно наследство, а кои ги среќаваме по големиот број цркви низ Македонија и по широкиот простор на Балканот, соочувајќи се со квалитетот и уметничките вредности во нивните дела, дали денес во поинакви услови далеко од турското робство, можеме да се мериме со нивните уметнички дострели и критериуми во создавањето на препознатливата уметност. Па и тоа, дали можеме да се мериме со нивниот изграден критериум и однос од високо ниво кон таквото творештво и таквата уметност. Секако, префинетото чувство кое се забележува преку силните ликовни изрази, ускладените бои и општата мистичност и свежина, како и емотивноста која импресионира при средбата со нив, уште повеќе не тера на подлабока размисла за нивото на вредностите кое важело за тие периоди. Овие манастири, овие светилишта, всушност едно културно и историско наследство од непроценлива вредност за Република Македонија, односно културно, историски и духовни вредности за ова наше македонско поднебје. И всушност тие се едни валидни и достојни споменици на нашата средновековна архитектура и на нашето средновековно сликарство.
Фрескосликарството во овие свети храмови представува импозантен споменик за нашата средновековна култура. Значи, сакам да кажам дека во овој крај, овде, иако ова е мал, но духовно богат простор, има многу вакви храмови кои што духовно го потхранувале овој македонски народ и на некој начин можам да кажам дека представувале сидро за овој македонски народ, кои со текот на историјата, низ многу векови и покрај многобројните премрежија и проблеми на кои што наидувал, опстанал на овие простори, го задржал својот идентитет, својата култура, своите обичаи, навики, традиција и така натаму. Меѓутоа, за ова морам да кажам што успеал овој наш македонски народ низ овие векови да опстане и да се одржи на овие простори. Заслужни се во секој случај и свештениците кои што служеле во овие свети храмови овдека. Меѓутоа, не е побала заслугата ниту на градителите кои што ги изградиле овие свети храмови и чие што дело е трајно вградено, значи, во овие светилишта. И благодарение на тие, значи, знајни и незнајни градители се изградени многу вакви сакрални објекти и култот кон таквите објекти никогаш всушност и не престанал и не прекинал во овие простори. Постоењето на овие светилишта, на овие храмови, на овие простори сведочи за вековната желба и стремеж на македонскиот народ за зачувување на духот на христијанството. Доаѓањето во овие светилишта, во овие храмови, на некој начин значи и духовно збогатување на населението, односно би кажал дека тоа на некој начин е допирање на душата и доживување на загадочната убавина на духот со самото доаѓање во овие објекти. Се разбира дека репутацијата на овие храмови, на овие духовни светилишта не би била толку голема, доколку во овие не се наоѓаат фреските кои што на прв поглед ве освојуваат со својата убавина и со духовноста со која зрачат. Село Камендол има голема историја која датира уште од праисторискиот, старомакедонскиот, римскиот, византискиот, средновековниот период од отоманското владење, па се до денешното наше современие, чии материјални, археолошки и пишани податоци, како и устни преданија кои се пренесуваат од родовско колено на колено. Според некои византијски пишани документи кои датираат од првата половина на 7 век од нашата ера, за време на византискиот император Ираклий I, кога и се случува големото доселување на словените на територијата на денешна Македонија, која во тоа време била под владење на Византија, е забележено дека трајна населба на овој простор е формирана во 7 век, а за тоа говорат многу археолошки наоди кои се пронајдени во атарот на ова село од страна на селаните работејци на своите ниви и топонимите на виканите места во атарите на ова село. Првпат селото Камендол, како во устните преданија, така и во пишаните и во материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби за регионот Тиквеш, меѓу кои и црковните повелби кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин крал Димитрije Волкашин од 1365 година, како и во црковната повелба од македонскиот властелин крал Марко од 1371 година за Полошкиот манастир. Првите пишани податоци за селото Камендол се содржат во обширните отомански дефтери од 1453 година, каде е запишено дека во тоа време биле вклучени во тимарот на Исабек. Во пописниот отомански дефтер од 1545 година за село Камендол е запишено дека број 10 рисијански куќи, а во пописниот отомански дефтер од 1568 година, кој се водел за платени даноци, е запишено дека поради малиот број на жители Камендол е хас на султанот и се ослободени од данок.
Во пописните отомански дефтери од 1583 година за Камендол е забележено дека има 20 лисијански којчи. Според пишаните документи, првото училиште во селото Камендол, кое воедно било и црковно училиште, почнало со работа во 1882 година. Прв учител бил селскиот поп Јосип, родом од селото Мрзен Орејовец, кој учителствувал до крајот на својот живот. Од 1912 година па се до 1945 година во Камендол даскали биле Симеон Зграчев, Крсто Мишич, Велјко Милојевич, Станимир Митрович и многу други. Кога секој добронамерник ќе дојде во Камендол и кога ќе прошета низ селските сокачиња и патчиња, ќе се воодушеви како од старата традиционална македонска селска архитектура, така и од новата која ја има во ова село. Како и старите, така и новите семејни згради во Камендол се карактеризираат со тоа што сите се со приземје и кат. Кај старите куќи приземјето е изградено од камен, а катот е изграден од цигла, опашан со вертикални и хоризонтални греди и летви, а над нив се вковани штички или се испреплетувале прачки, кои се малтерисани со глинена кал измешана со слама, додека пак кај новите приземјето е од армиран бетон, а пак катот од современи градежни материјали. На мојот престој во селото Камендол полека му се ближеше крајот. Сонцето беше високо горе на небото. Кога напуштам селото Камендол со едно ветување дека пак ќе дојдам, пак да се видам со моите камендолчани, само здравие да имаме сите ние, а патописот за селото Мрзен Орејовец, драги мои, ќе имате можност да го видите во наредната патописна репортажа.